Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Куриозитет е во Минхен во ова време на годината да се најде вака сончано време. Како автомобилистите да нарача време за ИАА, која за прв пат се одржува во Минхен, а не во Франкфурт. Оно што е интересно да се каже за овој саем е дека веќе не е саем само за автомобили, но и веќе не се одржува само во рамките на изложбените простори, туку, како што гледате околу мене, и на познати места низ Минхен. Оваа сезона ќе има многу новитети, но судејќи спрема она што ни покажуваат производителите тука, тие ќе се однесуваат на електромобилите. Само еден куриозитет. На целиот саем за автомобили најдов само еден автомобил кој го движи мотор на внатрешно соборување, и тоа дизел. Сите останати се на струја или на водород. Но да не должиме многу. Погледнете нашата камера што забележа во Минхен. Иако Минхен е домашен терен на BMW, на салонот на автомобилите апсолутно владееше Мерцедес. Решителноста на производителот од Штутгарт да владее и соиднината, која во целост ќе биде електрична, ја потврдија бројните премиерно покажани модели. Повеќето од нив беа концепти кои ќе станат реалност за година или две, но некои веќе се подготвени за сериско производство. Таков беше и EQE, кој представува електрична алтернатива на Е-класата. Оваа лимузина ќе настапува како бизнес авангарда на гамата на Мерцедес и затоа германците немаа многу дилеми каква треба да биде. Продолжува по патот што го трасираше луксузниот EQS, од кој ја позајми атлетската каросерија со познатиот еднолачен купеовски дизајн. Должината од 5 и широчината од скоро 2 метри е исполнета со едно чудо нови и напредни технологии. Предните врати автоматски се отвораат, задната оска е управлива, а ослонувањето може да биде и адаптибилно. На почетокот на продажбата, планирана за средината на идната година, ќе биде на располагање само во една верзија, со електромотор од 292 конски сили и автономија од 660 км. Но сепак, колку и да е значаен овој модел за купувачите на Мерцедес, публиката повеќе ја привлекуваше моќната AMG изведба на EQS. Спојувајќи ги луксузот и динамиката во возењето на еден сосема поинаков начин, електромоторите на сите 4 тркала на новитетот испорачуваат 658 конски сили и 950 Нм. Ако ова некому не му е доволно, на располагање е и Dynamic Plus пакетот, со кој ќе добие дополнителни 104 коњи и 70 Нм вртежен момент, со кој до 100 км/ч ќе забрза за само 3,4 секунди. Пакетот батерија е доволен за поминување до 580 км со максимална безбедност и најголем можен комфорт, што го обезбедуваат управувањето на сите тркала, воздушното ослонување и керамичките сопирачки со диаметар од 440 мм. Истите три букви EQS, но после ознаката Мајбах ги имаше и на предниот теренец, кој на белосветските техномилионери ќе им биде на располагање од 2023 година. Дизајнот, подпишан од нашиот Славче Таневски, во потполност одговара на барањата на клиентелата со длабок джеб и изобилува со луксуз на ниво кое големата маска недвојбено го истакнува. Двобојниот екстериер, хромираните детали и огромните 24-инчни тркала исто така.
Интериерот е исполнет со најквалитетни материјали и најнова техника, во која ќе може да уживаат само 4 патници, бидејќи задните седишта се единечни. Меѓу нив се протега централната конзола со командите за инфозабавниот систем, чаши за шампањско и ладелник за него, па дури и вазна за цвеќе. Мерцедес не беше многу расположен уште сега да сподели и детали за него, но се знае дека ќе има електрична автономија од околу 600 километри. За цената никој не се осмели да праша. Дека во иднина се ќе биде на струја докажува и концептот EQG, кој најавува дека наскоро и легендарната G-класа ќе поткликне пред електричната офанзива. Препознатливиот изглед кажува дека се темели на платформата на актуелниот модел со мотори со внатрешно согорување, од кој се разликува само по неколку детали. Концептот имаше двобојна каросерија, LED светла на покривот, посебни тркала од 22 инчи и нова маска која свети. За внатрешноста се предвидени повеќе дигитални екрани, најквалитетни материјали и богата опрема, додека погонскиот систем не е познат. Но кој и да биде, две работи се сигурни, дека ќе биде моќен и дека ќе ги задвижува сите 4 тркала. Не е точно познато никога ќе се појави во продажба. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. За разлика од другите производители кај кои се вртеше само околу струјата, BMW покажа една поинаква грижа за екологијата. Употребата на рециклирани материјали во автомобилската индустрија не е ништо ново, но баварците отидоа неколку чекора подалеку. Заложувајќи се за намалување на емисиите на стакленички гасови при изработката на концептот iVision Circular, си поставија цел тој да може целосно да се рециклира.
Колку длабоко размислувале, докажува каросеријата, која е направена од анодизиран алуминиум, со што е добиена незината светло-златна боја. Бидејќи на овој начин таа се заштитува и од надворешните влијанија, не е потребна употреба на класични бои и заштитни средства. Ако овој концепт го гледаме како нормален автомобил, ќе забележиме дека има облик на повишен хеджбек со дистинктивен преден дел со наново интерпретирани бубрези. Внатрешноста е премногу футуристичка за да ја коментираме, но една работа мора да се истакне. Тоа е недостатокот на било какви екрани. Имено, дизајнерите на BMW замислиле место инструмент табла да се користи еден вид напреден head-up дисплеј кој информациите би ги проектирал на дното на ветробранското стакло. Прогнозите околу тоа кога нешто од овој концепт би го нашло својот пат до сериското производство беа изоставени. Авангардниот поглед во иднината BMW го насочи кон водородот, користејќи ги партнерските односи со Toyota и незиното искуство во каросеријата на X5 е вграден систем горевни келии кои своите 374 коњи ќе ги протрча веќе идната година. Моделот ќе биде направен во мала серија, колку да се покаже дека оваа технологија е способна да ги замени батериите. До тогаш на купувачите ќе им бидат на располагање се пошироката електрична гама, чиј најнов представник iX својот пазарен пат ќе го започне за некој месец. Цените на овој кросовер кој доаѓа во верзии со 326 и 523 конски сили и автономија помеѓу 372 и 630 км во Германија започнуваат од 77.000 евра. Своje место на салонот во Минхен најде и Мини со концептот Urbanaut, кој можеби за блиска иднина го најавува првиот моноволуменец на марката. Настапот на групацијата BMW го заокружија електричниот мотоконцепт CE02 за урбана употреба и дуото под заеднички назив Ambi. Се работи за мал моторцикл и велосипед со електрични можности наменети за уживање во природата, чија иднина е дискутабилна. Најголемиот светски производител Volkswagen покажа дека има намера и по преминувањето на струја да остане на тронот. Во тоа значително ќе му помогне новиот мал електричен автомобил кој би чинел околу 20.000 евра, за кој веќе некое време јавно се зборува. Сега веќе не мора само да се зборува, тој можеше и да се види во облик на концептот ID Life. Но на разочарување на многу купувачи ќе мора да се чека барем уште 4 години да стане сериски производ. На Volkswagen за тоа му треба помалку време, но и другите чинители во сферата на електрификацијата мора да бидат подготвени. Тука најпрво се мисли на добавувачите со своите мега фабрики да може да испорачаат мега количини на батерии, но и на инфраструктурата за полнење, бидејќи Volkswagen сака да го продава во бројки како некогаш буба. Заради тоа и креаторите на ID Life следеа неколку правила од неа, пред се едноставноста во конструкцијата и целокупната појава. Минимализмот владее насекаде, дури и таму каде не треба, како што е платнениот покрив изведен како лежалка за плажа. Внатрешноста е спартанска и освен четвртастиот управувач, ништо во неа не се истакнува. Како механичка основа искористена скратена верзија на постечката MEB платформа, адаптирана електромоторот да ги задвижува предните тркала. За неговата сила и капацитетот на батериите е прерано да се зборува, а деталниот преглед ќе забележи и некои други интересни работи, како на пример камерите место ретровизори. Посебно изненадување е платното кое се растегнува внатре пред ветробранското стакло, наменето за гледање филмови и играње видео игри.
Додека некои не можеа заради прелепените стакла да фрлат поглед во внатрешноста на перформансната GTX верзија на купе кросоверот ID5, Купра ништо не криеше. Посетителите во низиниот павилјон во срцето на градот слободно можеа да ја разгледаат електричната гама за денес, утре и задутре. Веќе познатиот Борн ќе се појави на пазарот до крајот на годинава, а концептот Urban Rebel најавува поврела верзија на Volkswageновиот ID Life. За овој свој модел шпанците ќе кажат дека е најрадикална интерпретација на урбан електричен автомобил и ќе имаат право, посебно ако навистина има 435 конски сили како концептот. За жал, тоа ќе го дознаеме дури некаде во 2025 година, до кога ќе се чека на него. Нешто порано на пазарот треба да пристигне вториот електричен модел на Купра наречен Таваскан, кој тука во Минхен беше најавен со концептот во екстрим и пакување. Се разбира, серискиот кросовер ќе биде попитом и поставен на постоечката MEB платформа, што значи дека ќе има карактеристики и перформанси како веќе постоечките модели на групата која ја користат. Со премиерата на вториот од трите најавени концепти кои треба да го дефинираат дизајнот на идните модели, Ауди всушност покажува како ќе изгледа наредната генерација на A8. Наречен Гранд Сфер, главниот дизајнер на марката Марк Лихте овој автомобил го опишува како колекција на единствени искуства од високата класа. Импресивноста во појавата е дополнета со автономни способности и напредни функции на вештачката интелигенција со кои возилото ќе ве препознае, ќе ве слуша и ќе ги исполни вашите желби. Тоа ќе го користи со помош на електриката од 720 коњи поставена на новата премиум платформа со 800 волтна архитектура која се развива заедно со Порше. Идниот сериски модел кој ќе произлезе од него се очекува да се појави на пазарот во 2024 година. Осврнувајќи се на своето тркачко минато, Порше во Минхен со концептот Mission Air ја потврди својата електрична иднина. Тој најлесно се опишува како футуристичка студија со која се навестува дека најмодерните технологии комбинирани со дизајн кој одзема здив се правецот во кој ќе развиваат мобилноста. Токму во овие зборови може да се препозна и нешто повеќе отколку само тркачки амбиции, кои Mission Air со своите два електромотори со комбинирани 1088 конски сили лесно ќе ги исполни, какви и да се. Доказ е погледот во техничките податоци каде е наведено дека за 2,5 секунди ќе забрза до 100 км на час и дека максимално ќе постигне 3 пати повеќе. Но и дека батериите кои се ладени со масло до 80% од капацитетот ќе може да се дополнат за само 15 минути. Ако се продолжи да се чита, ќе се дознае дека има каросерија и внатрешност од пластика засилена со природни влакна и дека погонот е на сите тркала кои се од магнезиум, но не и дека од него ќе се изроди потенцијална тркачка серија. Тоа се споменуваше неофицијално, заедно со подсетувањето дека и Бокстер, кој е со слични димензии, е планиран за електрифицирање. Бледата дамка од отсуството на Опел, кој иако имаше моќен новитет не настапи во Минхен, се обиде да ја покрие Форд. Во центарот на вниманието беше Мустанг Мах-И, со кој покажа дека традицијата на американскиот пони успешно може да биде надградена со електрична технологија и кросоверска каросерија.
Искра надеж се гледаше и во очите на посетителите, кои конечно можеа да забележат дека во очекувањето на новите електрични модели нивната омилена марка се ослободува од конзервативниот имидж што го има на стариот континент. Тие, како што знаеме, ќе дојдат на свет со помош на Volkswagen, но за нив не беа сервирани никакви конкретни информации. Затоа пак Рено беше многу конкретен. Иднината не само што ќе биде електрична, туку ќе биде и достапна за сите. Французите во духот на своето минато и со цел за подобра светска иднина започнуваат револуција со новиот Megane E-Tech Electric. Како лани во октомври беше најавен овој модел, за него се кажа дека ќе биде принова во светот на електричните возила која ќе го смени начинот и на кој купувачите ги гледаат и сваќаат. Веќе концептот ни покажа дека серискиот автомобил ќе има блага кросоверска форма, но во основа останува хеджбек. Тоа му обезбеди попросторна внатрешност, иако габаритите се помали од сегашниот модел. Должината му изнесува 4,2, ширината 1,8 и висината точно 1,5 метри. Внатрешноста е исполнета со се очекувано од новите технологии, а безбедноста на патниците и безгрижноста на возачот ја гарантираат 26 системи и електронски асистенти. Најважното сепак е користењето на новата модуларна платформа наменски развиена за електричните возила на француско-јапонската алијанса. Megane E-Tech Electric ќе биде понуден во две верзии со 130 и 218 конски сили со батерии од 40 или 60 киловат-часа кои обезбедуваат автономија од 300 односно 460 километри. Продажбата во Европа треба да започне во првата половина на наредната година, а цените за сега не се споменуваат. Ке се произведува во фабриката во Дуе на северот на Франција, заедно со идниот Рено 5 кој во Минхен продефилира со придружба на оригиналот од пред половина век. На тој начин публиката јасно можеше да ја види трансформацијата инспирирана од минатото и поддржана од електриката со која легендарниот модел од идната година наново ќе го оживее својот живот. Сметајќи дека е прерано струјата по секоја цена да навлезе низ целата гама, Dacia во Минхен беше еден од ретките производители кои покажаа новитет со класични мотори. Но тоа воопшто не беше пречка семејниот полукросовер, наречен Джогер, да ја заинтригира публиката. Имаше и со што, како најголем модел во гамата на романската марка, има 7 седишта и нагласена просторност, дополнително облагородена со доста практични решенија. Слично размислуваше и Kia, која иако има електричен новитет, акцентот на својот настап го стави на новиот спортаж. Корејците во Минхен ја покажаа неговата европска верзија во која сепак покрај дизелот и двата бензински мотори се најде место и за струјата, но само како хибридно засилување. Беше најавена и плагин верзија чие лансирање е закажено за почетокот на идната година. Hyundai го искористи својот настап во Минхен да ги обелодени плановите за развој на водородните технологии, а Polestar да го одбележи проширувањето на својата продажна мрежа во повеќе европски земји. Европски амбиции има и Great Wall, кој откако не успеа со теренците и пикапите, повтор пат тргнува во поход на стариот континент. Менувајќи ја стратегијата, кинезите сега ќе им се додворуваат на европските купувачи со премиум електрифицирани возила кои ќе ги лансира под две своји марки.
Теренецот представен како VE Coffee 01 е плагин хибрид со кој ќе се предизвикуваат германските производители. Со должина од 4,9 метри се сместува меѓу две нивни класи, а со комбинираните 476 конски сили кои ги извлекува од дволитарскиот мотор, практично ги надминува. Менувачот му е 9 степен, а значајна карактеристика е што во чисто електричен режим може да помине до 150 км со едно полнење на батериите. Покрај него, Great Wall ќе се испроба и во компактниот сегмент каде ќе напаѓа со ретрофутуристички дизајнираните Ora Cat 01 и 02, чиј изглед дефинитивно ќе предизвикува поделени мислења. Располагаат со електромотор со 170 конски сили, а двата пакети батерии обезбедуваат автономија од 300, односно 400 км. Кинезите уште наведуваат дека ќе бидат опремени со бројни системи за асистенција на возачот и безбедносни технологии. Амбиции има и за спортската лимузина Cat 03 со моќни 408 конски сили, ама тешко дека таа би им се допаднала на европејците. Првите испораки се очекуваат на почетокот на следната година, кога во Минхен ќе биде отворен и, како велат, центар за испробување на брендот во Европа. Од Кина во иднина ќе доаѓа и Смарт. Daimler го исполни својот дел од договорот и го подготви дизајнот на моделот со кој оваа марка ќе зачекори во својот нов живот. Сега на ред е Geely, кој треба да обезбеди механичка основа и до 2023 година да го организира производството. Согласно времето во кое живееме, Смарт ќе биде мал електричен кросовер, поголем од сите досегашни модели. Концептот со кој се најавува визуелно настапува со симпатично лице и меки линии кои чистиот дизајн го ставаат во функција на пријателска допадливост. Внатрешноста засега изгледа малку повеќе натрупана со непотребна шминка која не ја нарушува просторноста. Кога ќе се подвлече цртичка под списокот на новитети од автомобилската индустрија во Минхен, за разлика од последниот сајам во Франкфурт, е презентиран сосема нов концепт, ориентирани сосема кон електричниот погон. На оваа смотра имаше малку простор да се покажат класични модели кои ќе бидат актуелни и во следниот период. Затоа пак се отвори простор за прикажување солуции и концепти поврзани со автономните технологии, иднината на електропогонот и можната брза апликација на водородот како идно чисто гориво. Забележливо беше отсуството на групацијата Stellantis, иако имаше што да покаже. Истата констатација важи и за јапонските марки. Рапортот од Минхен го завршуваме, а со тоа и ова издание на Автомагазин. До гледање до следната сабота.